Почитувани, добре дојавте. Македонија денес е земја чии градови имаат валкани улици, пренатрупани контейнери, диви депонии, многу денови со опасно загаден воздух, урбани средини во кои паркинг местата и зеленилото се привилегија, а не стандард. Се во ова носи бројни предизвици за новоизбраните општински власти. Може ли ваквата слика да се промени во предстојниот 4-годишен мандат или и во 2029 година тогашните кандидати во своите предизборни ветувања ќе нудат чистење на сметот? Да си кажеме денеска со Маја Марковска и Филип Стојановски од две невладини еколошки организации или двајца граѓански активисти за заштита на животната средина. Добре дојдовте во Телма. Добре ве најдовме. Добре ве најдов. Како бе вашиот првичен впечаток за што туку завршените локални избори? Дали во кампањата и во фокусот на програмите на кандидатите беа жешките еколошки точки, односно квалитетот на воздухот, собирањето на отпадот, зеленилото, водите? Јас или Маја паро? Како беше? Ја како женско. Ти како. Генерално во цела предизборна кампања многу фокус се даде на Скопје и на град Скопје, другиве градови малку останаа настрана. И целиот фокус беше на бранење на Скопје од сметот, односно решавање на проблемот со отпад, а тоа е една тековна работа која што треба да ја решава секоја општина најнормално. Тоа е исто како што ти секој ден одиш на работа од Савајле и планираш емисија, исто е собирање на смет. Или цивилизацијска придобивка Во која од 2025 некои давнешни времиња или ние сега ја не решаваме. треба да се Не треба да дискутираме воопшто за собирање на смет. Ама во Македонија собирање на смет дискутираме од 2002 година поинтензивно, затоа што ние цело време ги следиме тие процеси на начинот на собирање и на одлагање на смет во цела држава, не само кај нас. И еве 2025 година сме дојдени, големиот проект од ЕУ за регионалните депонии нема никаков овакво повидок, некаков реален дека се остварува. Имаме напредок во два региони во државата, ама генерално тапкаме во место заради немање на некаква политичка волја најмногу. Другото е се тука, процедурите, прописите, начинот на функционирање се воспоставени, финанси има обезбедено за некои од нив, ама реализацијата не е многу слаба. Во предлог буџетот за 2026 имав можност накратко да го погледнам. Еден од приоритетите на Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање е токму проектот за регионалните депонии. Меѓутоа нема детали, нема рокови, не знам колкава сума од буџетот точно е предвидена за таа намена. Ова само како надоврзување на вашиот првичен одговор. Филип, каков е вашиот впечаток во однос на жешките еколошки проблеми, односно Македонија е земја со сериозни еколошки предизвици, дали тие беа ставени во фокусот и во предизборните кампањи и програми на кандидатите за градоначалници и општински власти? Па добро. Ако збориме за жешки точки, има два аспекти на гледање, едниот е на граѓаните, а другиот е од аспект на државата. Се разбира, ова е локална кампања, градоначалници секогаш фокусот е на граѓаните и затоа најверојатно го стави отпадот да биде во фокусот на целата кампања. Она што недостасува е што видовме дека сега граѓаните највише што ги тангира проблемот е со отпадот и се направи таква некоја атмосфера за отпадот да биде најважен и најбитен во целата кампања и дека во наредните 4 години треба да се грижиме само за отпадот. По мое највише го ставил во отпадот зашто е најлесно решлив, имаме инфраструктура како да се собира и така натаму, за да не мора да се фокусираме на другите проблеми што се малку посериозни и што треба поголеми инвестиции да се вложат. Дали се офатени сите жешки точки? Според нас не. Има многу посериозни проблеми што ние треба да ги во иднина треба да ги фокусираме. Она што да кажеме највеќе падна во очи дека сите се фокусира само на расчистување на комунален отпад во кампањите. Цело време беше комунален отпад, поставување на инфраструктура со следење на GPS уреди или како би било следење на GPS камионите и така натаму. Никој не зборуваше за циркуларна економија, за реупотреба на отпадот, за креирање на свест кај домаќинствата, кај населението, воспоставување на систем за селекција и така натаму. Туку ние се уште се задржуваме на примитивно ниво, собирање на отпад и да не биде чисто. Ајде прашањето да го преформулирам малку за да излеземе и ние од тој стереотип дека и ние сега во емисијата ќе се фокусираме на собирање на сметот и дека ќе зборуваме за тоа. Како вие би ја оцениле моменталната состојба во областа на животната средина во македонските градови и населени места?
Еве со неколку збора, со неколку реченици. Состојбата со животната средина на ниво на целата држава е на многу незавидно, на многу ниско ниво и многу мал помак има од она кое што не знам се случувало пред 10 години, 15, еве да речеме. И имаме многу малку инвестирање во работите кои што треба да ја унапредат животната средина и имаме многу малку инвестирање на финансии во делови кои што треба да ги заштитиме, како што се заштитените подрачја, националните паркови и така натаму, а од друга страна имаме сериозни интервенции на места кои што треба да се заштитат допрва или треба да им се посвети внимание и да се користат за друга намена, а сега гледаме дека секојдневно имаме никнување на нови фотоволтаични централи, заради тоа што фотоволтаичните централи од друга страна пак се сметаат за еколошки проекти, односно дека се нели на обновливи извори на енергија и сега не знам дали колку следите, ама имаме зголемување на бројот на почва која што е обработлива, земјоделско земјиште, има делови на солени почви кај Свети Николско кои што треба да се заштитени, кои што се веќе даени за изградба на фотоволтаични централи. И според мене најголемиот проблем е просторниот план на нашата држава, онај кој што го немаме. Затоа што доколку се донеси новиот просторен план на нашата држава, тогаш многу добро ќе се знае каде што може и не може и ќе може некакво системски да почнеме со решавање на некои работи. Без просторен план, ова се сега сите активности кои што се прават се адхок интервенции без долгорочно размислување, без долгорочно планирање, истото покасно некогаш ќе не чини многу како држава. Филип, што би додале вие во оваа еколошка дијагноза што ја постави Маја? Вака, ја најчесто се во последен период коментирам дали сите општини се во Македонија не се нели чисти или не се чисти, викам дека пејзажот не се менува. Дали сте вие во Македонска каменица, Берово и така натаму, вие имате впечаток дека сте во истата општина, немате нешто дека сте на пример во Словенија, Хрватска и така натаму. Значи пејзажот ни останува ист. Кои се горливи точки? На пример, не треба јас и Маја да кажеме дали е загаден, мислам. Тоа е повеќе очигледно, мислам, дишеме загаден воздух, мислам, тоа нема, мислам, не мора ние да констатираме дека не е добро. Имаме проблем со отпад. Јас и Маја не мора да кажеме, имаме проблем со реките. Значи таму има се и се што во реките освен чиста вода. Така да за почвите исто, нели, да кажеме дека има смет, отпад на секаде. Така да не мора ние да констатираме состојбата, да кажеме дека не чини. Идејата е дали може да се поправи, тука треба да се фокусираме. Ајде и за причините. Зошто е тоа така како што е? Она што не мора никој да го констатира, бидејќи сите го знаеме. Дали е тоа прашање на моментална граѓанска свест, односно на едно ниво на кое македонските граѓани можеби и така, тоа е модус вивенди, така се научени и така умеат да функционираат. Дали станува збор можеби за немоќ на институциите и на државата или пак за незаинтересираност или отсуство на политичка волја, како што вели Маја? Ајде вака да кажеме, дека ние сите сме заинтересирани колку што не боли. Јас, на пример, ако имам куќа и секој поминува ми фрла по некој отпад во мојот двор, јас ќе бидам загрижен и ќе сакам да го исчистам. После тоа од кога ќе почнам да го исчистам, ќе пробам да ги опоменам граѓаните да не го фрлаат тоа. Меѓутоа гледаме дека тоа не функционира и на крај се сведува на системот. Македонскиот граѓанин не е помалку едуциран од европскиот граѓанин. Зошто го кажувам тоа? Секој македонски граѓанин кој ќе замине нашата држава, кој оди во другата држава, е совршено добро едуциран да не постапуваат како што постапува во нашава држава. Тоа значи дека системот изостанува. Системот на казни треба да профункционира за ние да се научиме нешто да правиме. Од кога ќе почнат казните, ние може ќе кажеме, ама слушајте се, вие ме казнувате, ама немам канта за селектирање на отпад. Вие мене ме казнувате, ама мојот автомобил, јас сакам да го возам да плаќам повеќе данок. И со системот на казнување и со системот на контрола на самите граѓани, на самите нас, ние ќе почнеме да ги приметуваме проблемите. Во моментов ние се соочуваме, ние искачаме од зграда и ништо не приметуваме. Дали плочникот е искрчен, дали тротоарот има корење обраснато, дали има автомобили паркирано, дали пред нашата зграда е дупната кантата за отпад. Значи на нас тие проблеми не тангираат, бидејќи ние живееме во општество, да кажеме во стара Југославија, каде што ние викаме државата мора да ги препознае проблемите ние кои што ги имаме. А ние не реагираме на проблемите што ги гледаме. Зошто Маја јавниот интерес не успеа да во овие 30 и кусур години од самостојноста не успеа да стане интерес на секој поединец одделно? Заради тоа што се уште ние живееме во држава во која што многу често се слуша зборот државно е. И ако е нештото државно, по некаква инерција треба некој друг да мисли за истото, а не самите граѓани.
А финансиската едуцираност и писменост на населението е доста важна, односно начинот на кој што ги прецепираме нашите давачки во општеството. Односно нашите даноци, како се трошат нашите пари. Нашите граѓани се многу малку едуцирани тоа како се трошат нашите пари, како се формираат општинските буџети, на кој начин имаме прилив на финансии во општините, во градот и така натаму. И тие се сите работи кои што некако ги собравме на купче и цело време ги ставаме под тепих. И од друга страна многу е тешко да разговараш за екологија, за животна средина и за циркуларна економија и за селектирање со луѓе кои што се борат да преживеат од први до први. Сиромаштијата е секогаш... Значи, кога има сиромаштија, не може да зборуваме за зелена агенда? Кога има сиромаштија, не може да зборуваме за чисти улици и така натаму, заради тоа што сиромаштијата си повлекува други грижи на населението и тоа е од друга страна. Но како тие исти луѓе сиромашни кои кога ќе заминат во странство функционираат како што треба? Може ли сиромаштијата во таа смисла да биде оправдување за да се живее во средини во која е се хаотично? Сиромаштијата не е оправдување за ништо. Сиромаштијата е наш, како беше, цивилизацијски некако пех кој што го имаме и некако не се изборивме со тоа. А сме многу мала држава и во територијално сме од прилика колку Словенија. Некогаш сме биле во иста држава. Ја не знам како со тие луѓе сме биле во иста држава, ама начинот на напредок на таа држава и оваа држава е диаметрално спротивен. Ние некако не се снајдовме во намалување на ставање на приоритетите на јавниот интерес и на граѓаните, представање на приоритети на одредени бизниси. И тука од старт имаме сериозен проблем. Од друга страна имаме лоши системски решенија кои што се уште од ЦФРЈ. И тие системски решенија кои што се од ЦФРЈ сега не функционираат, барем не кај нас. Јас и моето непопуларно мислење кое што секогаш го кажуваме дека град Скопје не треба да има уште општини. И дека Скопје треба да постои како град со еден градоначалник, еден совет, а не да има уште 9. Значи градот Скопје е градот Скопје и општините. Секоја општина има засебен градоначалник и засебен совет. Ингеренциите на тие општини се многу помали него финансиите кои што ги издвојуваме како држава за да ги покриеме трошоците, односно платите за таа администрација. Ние имаме, например, град во кој што водоводот е еден и сите граѓани на град Скопје, без разлика од која општина се снабдуваат со вода за пиење од исто јавно претпријатие. Едно јавно претпријатие го собира комуналниот смет. Градот е задолжен за за главните артерии на градот, за чистење и задржување за така натаму. Општините имаат многу помали ингеренции на град Скопје. Големи општини како Гази Баба имаат буквално помали ингеренции од општина како Новаци, Кривогаштани и така натаму. Која е потребата на имање на толкава администрација, на толкав административен апарат во Скопје, кога немаат ингеренции за истото? Треба да се направи нов систем на функционирање на градот Скопје. Има други помали општини кои што генерално немаат капацитет, нити имаат пак услови да се општини. И да сме реални, треба да имаме некаква поинаква распределба на функционирање. И додека се донесе просторниот план и додека се промени начинот на функционирање, тековниот мандат на новите избрани општински власти почна. Дали во наредните 4 години очекувате во Скопје, например, бидејќи фокусот, велите, на програмата беше Скопје, да се реши проблемот што беше акутен и она што беше многу актуелно сега последниве месеци, таа некогашна дива депонија, остатоците од некогашната дива депонија Вардариште, да се модернизира Дрисла можеби, да се реши Линданот во Охрис. Кои се вашите конкретни очекувања во однос на она што се смета за жешка еколошка точка во Скопје или во соседно Куманово, например, има дива депонија од некогашна фабрика во Липково, во близина на десетина километри воздушна линија до центарот на Куманово. Конкретно за проекти со кои вие како невладини организации сте се занимавале. Охрис, Југохром, не е само Липково, него во Југохром, Јагуновце, имаме уште едно мало езерце таму на кај Радоша, кој што така изобилува со многу интересни содржини во него, а тие се сите генерално во сливното подрачје на Равче, од кој што скопјани пијат вода. Тоа се работи кои што да ги решава Министерството за животна средина и просторно планирање и тоа се работи кои што се крупни и се решаваат на ниво на држава. Градоначалниците тука
можат многу малку, затоа што немаат нити ингеренции да ги решат тие големи жешки точки, можат да иницираат, да инсистираат и да бараат, затоа што сега се нели централната и локалната власт во голем број на општини се од иста партија. Па не знам, ајде да видиме дали тој начин, тој механизам може да профункционира некако. А градоначалниците треба да се фокусираат на функционирање на градовите. Функционирање на нивните, на она за кое што имаат ингеренции. Тоа значи дека треба да се фокусираат на, според мене, и она што ја мислам дека треба, е излегување со метла и чистење на отпад, кој што е генериран последниве 2 месеци, е многу физичка работа, без многу мислење, собираш и носиш. Моментот на системот кој што понатаму треба да го сработи тој отпад е прашање. Исто така тука градот нема некои големи ингеренции. Генерално има ли градот ингеренции да го реши проблемот со Вардариште? Вардариште е по сите математики и проценки и она кое што е напишано во таа студија за депониите кои што се регионални, треба да е претоварна станица. И треба да е станица претоварна за општините во Скопје, да се носи тука сметот првин, да се селектира кој за каде и другиот дел да се носи на Дрисла. Некоја нова студија, нема ревитализација на просторот зеленило, парк. Тоа го слушнавме ние од началникот нов сегашен, дека ќе го ревитализира Вардариште и дека ќе биде парк. Ја не знам кој би сакал во тој парк. Тоа ревитализацијата на Вардариште е многу сериозен и обемен. Како ветување или го видовте во програмата на градоначалникот? Јас колку што видов беше немаше некаков мега парк е во прашање, ама ја не знам како тоа ќе го договорат ајде сега со животна средина и со она кој што е веќе од другата страна во спрега за регионалните депонии. Затоа што ако немаме ние претоварна станица во Скопје за грото селекција на отпадот, како ќе функционира понатаму Дрисла? Добро, какво е чувството? Имате ли чувство на инфериорност, на, како да ви кажам, на некоја помала вредност кога комуницирате со вашите колеги невладини активисти за заштита на животна средина од други европски земји? Например, кога се компарираме со Словенија, со една земја во која бевме дел од заедничка држава, и Словенија во 2025-та е во самиот европски врв. Кога станува збор за селекција на отпад, ние за селекција на отпад не зборуваме, ние зборуваме за собирање за празнење на контейнери. Да. Еве, вие сте, вашата професионална кариера е посветена на тоа. И во таа смисла ве прашувам какво е чувството, еве, борци за заштита на животна средина што зборуваат за мачки од отворени контейнери што кипат. Па така е, чисто само да доловам ситуацијата како се наоѓаме и дали сме инфериорни или не. Проблемот е кога се буат ние сменили граѓански организации кои што аплицираат за европски фондови. Европските фондови таму зборуваат за иновативни начини за било која област, дали е за отпад, дали е за воздух, дали е за води. Проблемот е ние да смислиме идејата за да станеме иновативни, на нас се сведува на најпростите работи, додека они зборуваат за, чисто само да доловам, ние зборуваме за фрлање на комуналниот отпад во кантата за собирање на отпадоци, а они зборуваат како да одвојат кога купувате леп, нели лебот например може да има хартија и плюс во незе да има фолија као кеса. И се они викаат како да го рециклираме ова фолијава посебно, кесава хартијава посебно и кој каде треба да отиде и како тоа ќе се распадне, ова како ќе се разложи. Они се на толку високо ниво, каде што ние сме на толку ниско ниво, каде што ние се уште треба да комуницираме како сега кантиве да ги поделиме во домаќинствава, па граѓаните ќе се бунат дека повеќе место ќе им зафаќаат по дома, наместо една канта, сега треба да имаат 4 канти, па 4 канти треба да ги полнат, па да чекаат да се наполнат за да може да ги одложат. Дали значи не е до градоначалниците и до општинските власти, туку до граѓаните? Па не дека е до граѓаните, идејата е системот ни дозволува си правиме што сакаме. Зошто, например, вие ако можете да одите со автомобил на работа, да се мачите да одите пешки. И вие ќе го правите тоа да одите пешки и се на првиот дожд ќе ви испрска еднаш, 2 пати, 3 пати некој и вие ќе кажете па добро, ја не сум најверојатно единствениот што ќе оди пешки и јас ќе одам со автомобил. Идејата доколку системот е толку да кажам демократски ви дозволува вие што да правите, вие ќе го искористувате тоа право зашто на вас ви е удобно и така вие сакате да живеете. Меѓутоа системот ако е ригиден и ви кажува вие не може тоа да го правите, вие ќе почнете да се приспособувате кон системот. Значи не може ние да имаме градски превоз што не функционира. Зошто не го менуваме системот тогаш толку години? Па затоа што нема политичка волја, нема свест или што е проблемот? Политичката волја гледаме дека изостанува. Системот може да го направат политичарите. Еве ако зборуваме конкретно за дела, како може сегашниот градоначалник што има мандат не цела недела, да се реши и да ги повика сите работници да почнат да работат. И сите работници слушат и работат. Како он успеа да ги оспособи камионите?
Ме разбирате, значи има начини и механизми како ако сака некој да направи и политичката моќ да ја искористи, може да ја искористи. Значи не е до нас. И јас ќе кажам едно, Маја ќе каже друго. И двајцата сме во право. Меѓутоа, јас и Маја немаме моќ да го извршиме тоа. Ние имаме моќ само да укажеме, граѓаните да бидат запознаени и да ги едуцираме граѓаните. Ние не може да се лутиме дека ако ние од 2002 или од 95 година почнуваме да зборуваме за отпадот и никој не се освестил и сега од 2025 ако некој градоначалник каже ова ќе го направиме, ние нема да се налутиме. Напротив, кажуваме дека колку луѓето се посвесни и почнуваат тоа да го прават е добро за нас. Видовте ли во нечија програма, бидејќи ги следевте и програмите, верувам во делот на животната средина, селекција на отпад, дека некој градоначалник ветува нешто такво? Видовте ли нешто што е малку чекор напред од обично собирање на смет? Што е во однос на загадувањето на воздухот, прашање кое каде и да ќе експлодира со оглед на тоа што влегуваме во месеците на грејната сезона, зимата е на прагот, веројатно тоа нема да може и ова зима да се спасиме од загадениот воздух. Така, имаше во програмите конкретни за град Скопје има во градоначалникот Орце, кажа дека во првата година ќе почнеме да го собираме отпадот, во втората година ќе почнеме со селекција на отпадот. Каде што се очекува во третата година за 10% се намали комуналниот отпад, а во четвртата година кажува дека дури и оние што ќе почнат да рециклираат една комунална сметка ќе им биде одбиена со цел да се стимулираат граѓаните, така да тоа е директната придобивка. И исто така другите помали општини исто во градот Скопје, например како Уилинден или не знам во која друга општина, исто се спомнуваше кантите што ги додели Министерството за животна средина за селектирање на отпад во домаќинства, односно да може да селектираат пластика и хартија, дека ќе почнат да ги употребуваат. Така да имаше и дел во програмите каде што се напоменуваат дека ќе почнат со селекција на отпад. При тоа морам да кажам дека помалите општини генерално се фокусираат на градење на водоводна мрежа, канализација, атмосферска канализација. Генерално тука се фокусирани проектите и дел од нив имаат како инвестиции во енергетска ефикасност, односно подобрување на топлинската изолација, замена на прозорци и парковите се генерално доминантна тема скоро во сите општини. Со бекатонки. Маја, вам ви паднали во очи некоја од предизборните ветувања или дел од програмите на кандидатите за градоначалници или општински власти, што заслужува поддршка или јавно да се спомени, или поголемиот дел од ветувањата и од она што е предвидено во програмите се празни ветувања, односно тековни работи, како што ги наброја Филип, овие оправање на улица, засадување на зеленило, нешто што треба да биде процес, да биде... Тие се тековни работи. Буквално тоа се тековни работи, како набавка, не знам, на тонери хартија за печатење. Значи, чистење, санирање на улици и на патишта се тековни работи, кои што си се во програмата и стоат како тековни работи. И во буџетот треба да се дефинирани како тековни работи. Мене моментот целиот овој начин на поттикнување на населението, на селектирање така надаму ми е многу фасцинантен од еден аспект. Од тоа што никој не го спомнува начинот на наплата на смет и системот на наплата на отпад. Еве, тебе те прашувам конкретно, на кој начин тебе ти наплаќаат за комунален отпад? Сметката за вода, нели? Да, ама како се, дали знаеш како се одредува сумата? Квадратура на стан. Дали квадратурата на стан соодветствува со количината на смет? Зашто ние имаме, например, луѓе кои што живеат, сами луѓе кои што живеат во 90-100 квадрати стан. И не произведуваат исто отпад со едни, луѓе кои живеат. И има семејство од четворица кои што живеат во 50 квадрати стан и пута 4 им е отпад. Како е решено тоа во другите земји? Во другите земји е решено дали на количина на отпад, дали со... Како некој го мери тоа? Да, и има разни методи на дефинирање на цената на собирање на отпад, на смет. На продукција на отпад, на производство на... Јас треба да ти соберам тебе ѓубрето. И ја тебе ќе ти наплатам толку парички. Тоа е заради тоа и тоа. И така те мотивирам да тргаш настрана шишиња, пластика, да тргаш настрана стакло, да тргаш настрана лименки, да тргаш настрана, значи, онај што е комунален отпад кој што мора некако да оди на исто место. Моментот е што ние системски треба да го решиме првин. И за тоа треба да постои цена која што треба да ја дефинира и модус кој што треба да го дефинира една институција кај нас која што се вика регулаторна комисија и која што регулаторна комисија треба да даде предлог како и на кој начин државата треба да
постапи кон сметот, она кое што е системски решение. Значи немаме добри системски решенија, немаме, постојано велиме ги чуваме дека од поголемиот дел Дедо Ное. од регулативата наша е усогласена со европската. Како може да е усогласена, а системот не чини? Нема проблем, ќе го усогласиме, на хартија ни усогласуваме све, имаме супер закони, имаме супер И во делот законски на решенија. еколошката сфера? Животна средина, колку имаме 90-80% имаме ние Па кој комплетно систем не чини тогаш? подзаконските акти. Она кое што значи правилници, она кое што значи толкување на тие закони во технички решенија, во имплементација на нештата. Ние сме шампиони во земање на законодавството од ЕУ, во земање на директивите, односно во начинот на кој што сите директиви, нели, една или две уште ни останаат животна средина, кои што ги немаме транспонирано. Подзаконските акти се проблематични. Пластичен пример да кажам. Маја спомна кој е одговорен за собирање на комунални отпад во град Скопје. Тоа е комунална хигиена Скопје. И сега ние се соочивме со проблем дека контејнерите не се празнат. И градоначалниците од постоечките општини си ја превзема врската да ги празнат контејнерите. А тоа не им е во мандат на овакво и не им е по закон. Значи, тука имаме момент на дали трасирање на системски решенија. Добро, за да влее нешто надеж дека во 4 години нема да се занимаваме со истите проблеми. Која е таа еколошка мерка што секој градоначалник или совет на општина би требало да ја донесе веднаш? Според вас е како луѓе кои се разбирате од давање на субвенции за фасади за енергетска ефикасност на објекти приватни задомувања. Затоа што ние имаме енергетска сиромаштија, сериозно голема, и мислам дека тоа ќе е многу голем поттик за населението, значи не се субвенциите во тротинети. Тоа не е субвенција која што дава некакво решение. Арно, ама ако имаме субвенции или некакви, не знам, пола 70-30%, давање на општински, односно државни пари на населението да си зголеми енергетска ефикасност на објектите за домување, индивидуални објекти за домување, затоа што има, може да видите во градските четврти кај што има индивидуални куќи за домување, има голем број на куќи кои што се без фасади, недозавршени. Тоа е ламја енергетска, буквално, затоа што не можеш да го стоплиш, што нема изолација. Моментот на давање на такви практични субвенции кои што ќе ја намалат сиромаштијата на населението, а ќе ја зголемат грижата за живот. Филип, има да ви друг предлог? Па не, ја имам идејата е на градоначалникот за град Скопје да екофонд да формира, што не е лоша идеја, мене ми се допаѓа идејата. Само да не се преформулира само од екофонд и да се пренаменат субвенциите што ги даваат веќе. Туку екофондот е идејата да биде постојано отворен и секој граѓанин постојано да аплицира кога има потреба да ги нели од тие средства за било каква инвестиција во дома. Дали тоа ќе биде, не знам, купување на инвертер клима, печка на пелети, фотоволтаици, замена на азбестни кровови и така натаму, или овде се Тоа би било една од клучните мерки за намалување на загадување на воздухот. Претпоставувам, бидејќи алудирате на грејењето, на бидејќи енергетска ефикасност. Не само за грејењето, идејата е со фондовите вие кои инвестирате во вашиот дом, на некој начин почнувате да бидете свесни дека имате некои финансии што може да ви помогнат. Ако ви помагаат и финансиите, почнувате да мислите на животната средина. Велите граѓаните не се свесни доволно за каде општинските власти ги трошат нивните пари што се собираат од даноци. Вие ги следите и општинските буџети, каде најчесто се губи животната средина меѓу ставките? Во репрезентација. Во ребаланс на буџет. Генерално и кај нас на пример генерално во буџети се одржување на зелена површина, значи буџетот за животна средина оди на тековно одржување на јавните површини. Тоа е садење на дрва, косење на трева, одржување на, не знам, цветњиња, такви работи, значи најголемиот дел од буџетот иде за тековно одржување. Тој гласи за животна средина, меѓутоа оди за тековно одржување. Рековте, сликата не се менува без разлика дали сте во Саса, во Македонска Каменица, во Берово или било кој друг град во Македонија. Сепак постои ли некој град, бидејќи ја познавате земјава, претпоставувам, што може да се посочи како позитивен пример, нешто што наликува можеби потсека на Словенија? Она кој што кажа Филип, во оној дел на може се Берово, Пехчево на пример. Се многу доста мали, ама многу средени и спастрени општини. Чисти. Ретки општини кои што се со минус и вакво инвентар на стакленички гасови, заради тоа што има многу шума и го се компензира емисијата на стакленички гасови кај нив. Штип е град кој што е доста среден. Штип има сериозно добра хоризонтална сигнализација сообраќајна.
Значи, јас друг град со таква сигнализација во централното градско подрачје немам видено. Значи, Штип доста развиен, а од друга страна имате градови кои што треба да им се посвети повеќе внимание, кои што ни се некако перијаницата на нашата држава, тоа е на пример Охрид. Ама пак Охрид од друга страна многу малку се инвестира во постоечката инфраструктура. Ама на пример јас сум изненадена многу позитивно од Штип. Добро, имаше невладини активисти кои учествуваа на изборите. Што доколку и вие, на пример, би биле на функцијата градоначалник, барем на неколку дена, освен ова што го спомнавте, субвенции за енергетска ефикасност, кои 3 мерки би ги превзеле веднаш за подобрување на животот, на квалитетот на живот во областа на животната средина? Јас би ангажирала голем број на багери за во Скопје, затоа што има некои работи кои што да се отстранат, колку ние сакале да зборуваме сега вака е, така е, не знам, урбана, неурбана мафија, ама тоа е све легализирано, не е легализирано. Има работи кои што мора да се дефинира, дека ова треба да се тргне, ова треба да се тргне, ова треба да се тргне, за да почне градот да диши. Ја би дебар малце би го слегла малце пониско и со многу помалку град би за живење, затоа што тој дел на централното градско подрачје е многу обременен со стабилни објекти, што нигде во ниедна држава во светов нема толку многу жители во централно градско јадро колку што има таму. Од друга страна имаме моменти на, не знам, на зградата Тифани од секогаш ми бодела очи. Тоа е она зграда која што завршува Партизанска и е таа една голема жолта зграда која што го крие цел плоштад. Значи, ако нема таа зграда, ние буквално имаме еден цел отворен пристап кон Скопје. И она кое што прво би го направила, тоа би одела буквално вака по тротоар и сите оние мали гранапи, продавници, така натаму што има изваено, поликолор канти на тротоари, така натаму нешто се. Бројни ресторани, кафани, узурпација на јавен простор има. Тој јавен простор е рак рана кој што никој не го прецепира веќе како таков затоа што не го гледа. Ние немаме нормален тротоар за движење затоа што или гранап има изваено овакво гајби, или се кантите со поликолор, или се кафанџи со маси и со столици. Претпоставам дека се плаќа за да го користиш тој простор, поготово онде на Ке или така натаму, ама тоа треба све да се исчисти и треба да се знае што е јавен простор. И дека не може се да се користи за да, не знам, за да се зголемат приходите на бизнисите и то да го продаваме како, ама тоа е добро за развој на туризам. Не е добро и не е добро ти да јадиш, а да ти помине некој со точак до масата, пошто не е ни пријатно ни за едниот ни за другиот. Филип, можева да се реализира што го зборува Маја со оглед на тоа што кога станува збор за еколошка политика, веројатно таа доаѓа во судир со градежните лобија, бизнис интересите, партиските структури. Па, сега дали може? Се може сега, да не звучам дека не може, се може. Дали има, како вика, дека животната средина зависи од рокот на исплатливост. Ако рокот на исплатливост е добар, тогаш ќе се примени еколошкото решение. Ако рокот на исплатливост е долг, нема да се примени еколошкото решение. Мислам дека она на сите што недостасува како граѓани кои живееме во град Скопје да стигнеме навремено, да стигнеме еколошки колку што е можно. Јавниот превоз мора да се поправи, за жал, мора да се поправи. Јавниот превоз треба да биде побрз од автомобилот, треба да се скратат улиците, да има поише велосипеди. Оптимисти сте во таа смисла на проектот Градски воз? Не за градски воз, градски воз не. Секогаш сум била оптимист за градски воз и сум го зборувала 15 години наназад. Значи ние имаме супер железничко решение кој што го врзува цело Скопје, него никако не го користиме, нешто се форсира јавен градски превоз автобуски само. И извини што ти влегов во збор, ама има еден момент со ЈСП, а тоа се вика дека ЈСП треба сериозно да се прекрои како јавно предпријатие и треба да се фокусира на комплетно реструктурирање на сите градски линии. И тука градоначалникот има еден добар показател, а тоа е новиот попис на население, во кој што може точно сега да видиме кај е сконцентрирана бројката на луѓе во град Скопје. И имаме 2021. Новиот попис, па да, по тој нов попис треба малку да се размисли и да се искористат тие податоци од Завод за статистика за да се комбинира новиот начин на
на поврзување, затоа што ти не можеш да имаш низ центар сите можни автобуски линии, а да имаш населба како Драчево или како Бутел со огромен број на жители, кои што кубури со една-две линии максимум. Значи тој дел е многу нехуман. Добро, имаме многу работа, системски решавања, подзаконски акти, прекројување. И само да докажам, еден од клучните проблеми, како би се дестимулирале луѓето да користат автомобили, е ослободување на тротоарите и, мислам, не само тротоарите кои зборувам на булеварите, туку и во споредните улици, и во споредните улици каде што живеат луѓето во куќите. Значи, во колите треба да бидат во куќите, а не на улиците. Значи, ние имаме проблем дека ние одиме во било кој дел од градот Скопје и тротоарите се користат како паркинг места. Општината треба да си го користи ова како приход и да си наплаќа казни. Секој што е паркиран на градска на требна површина или на тротоар треба да биде казнен. Еден од начините како ние да не го користиме автомобилот, бидејќи нема доволно паркинг место, е тротоарите да бидат празни. И ние кој ќе знаеме дека таму има 100 паркинг места и јас сум 101-иот, за жал, ќе мора да се прпе на друго Има место. многу работа очигледно. Колку гледате политичка волја дека ова ќе почне да се менува и дека во текот на 4 години мандат ќе се сменат нештата, ќе има видлива промена? Или ќе останеме само на мал ентузијазам околу пред и по изборите, а во меѓувреме ќе продолжиме со оние ситни компромиси од типот што значи уште едно дрво помалку или уште една зграда повеќе? Ентузијазмот сега за сега на почеток е добар кај поготово кај градоначалников на град Скопје. Се надевам дека ќе го држи и се надевам дека ќе е отворен да соработува и да ја слуша стручната фела за многу работи. Затоа што оние луѓе кои што се стручни за областите, кои што треба да се применат некои решенија, треба да бидат слушнати и треба да се почне на тој начин. Го слушна во една изјава рече дека ќе раководи со сите јавни предпријатија како да е тој директор на јавните предпријатија. Мислам дека тоа физички нема да може да го постигне. Ама ако стават стручни и сериозно писмени кадри на сериозно важни позиции и ако го држи ова ентузијазмов како за собирање на смет, можда и Добро, го вперивме прстот повеќе кон институциите и кон системот. Да се вратиме малку и само за свеста на граѓаните, за менталитетот. Колку навистина имате чувство, перцепција, ваш личен впечаток дека граѓаните навистина сакаат посредени, поубаво средени животни средини, почисти градови, или тоа е така само дека некој не им го земе правото да паркираат на тротоар или... Да. И е лично секогаш и е моментот на ако мене ми смета, тогаш може, ама ако ја го правам истото на друго место, тогаш е во ред. Личната перцепција кај нас најмногу застапена, тоа е многу интересно. Може ли тоа да се смени со казни? Да, треба да се смени со казни, ама може да се смени и со влијание врз помладите, затоа што помладите се тие кои што треба да продолжат да живеат овде. Има генерации кои што се изгубени, нив не можеме никако да им влијаме, мислам, тие се генерации кои што се навикнати на еден начин на однесување и тоа е тоа. Ама од друга страна системот на казни и системот на казнивост која што е 100% ефикасна, односно без барање на зоовистрини и атрави за кинење на казни, за ајде да ми завршиш работа, значи тој момент на давање на такви услуги од страна на општинските власти кон одредени лица кои што не знам прекршок имале или било што направиле, ако го намалиме тој дел и сите да се исто казнети и ако ја не можам да паркирам тука, не може никој, тогаш граѓаните ќе видат дека тоа е можно, дека е остварливо и тогаш никој нема да се осмели да направи такво нешто. Филип, ќе селектирали од мнозинството од Скопје ниво наредната година? Пак ќе кажам, тоа е процес, не може да кажеме во блиска иднина, процес е. Значи сите учиме како што одиме. Нели математика се учи од прва до четврта година средно, така да и селектирањето на отпад се учи е процес. Например во Данска е 45 години, во Шведска е 50 години системот. Ние се надеваме со праксите што ги имаме, дека за 20 до 25 години ќе почнеме да селектираме на отпад. Идејата е дека дали можеме, можеме. Дали е возможно, само да не изгубат кондиција градоначалниците да бидат под ваков притисок цело време. И идејата е дека ние како граѓани или компании или било како да ги користиме можностите да разговараме со градоначалниците. Да си направат отворени денови, на отворените денови да се појавуваме и да зборуваме за проблеми за животна средина. Да не бидат само за урбанизација и легализација, туку да зборуваме и за животната средина. На таков еден начин можеби нешто ќе се промени. Не гарантирам, можеби. Маја Марковска, Филип Стојановски, благодарам за гостувањето во денешното издание да се кажеме. Ви благодариме на гостувањето.
Ако сакаме поинаква земја, мора да почнеме од сопствениот двор, од сопствената улица. Градовите ќе останат сиви, се додека дозволуваме тишина пред неправдата и додека чисто не значи и одговорно. Новите локални власти имаат избор. Да продолжат по старо или конечно да покажат дека може и поинаку, може и подобро. Ние, граѓаните, имаме само едно прашање. Кога, ако не сега? Ви благодарам почитување за тоа што не следевте, останете на Телма и имајте убав ден.